Нацрт законот за амнестија е на разгледување во партиските органи. Штом ќе го помине партискиот филтер, ќе биде официјално поднесен во собранието. Премиерот Заев потврдува дека законот ќе направи дистинкција меѓу оние што не извршиле насилство и оние што биле насилни, учествувале во организацијата или осмислувањето на настаните од 27 април. Амнестија за сите кои што не учествувале во насилство или не биле организатори, да, во самиот закон е проектирана, но и самите членови во законот кои што доведуваат до идното казнување нема да бидат тероризам со над 10 години казни, веројатно ќе бидат со помали почетни казни, но казни ќе има, заради тоа што секој систем на пеналење или казнување во целиот свет ја има целта да ја испрати пораката да не се повтори никогаш повеќе. Сето тоа значи јасна дистинкција дека се носат политички одлуки. Заев објаснува дека идејата е помирување, а не влијание врз правосудството, а обвинителството не сака да коментира додека не го види текстот на законот, иако потенцира преквалификација на кривичното дело може да направи само обвинителот. Не може законодавецот, значи квалификацијата ја дава обвинителот. Не може закон може да пропише за кои дела има амнестија, за кои дела нема амнестија. Значи тоа може да биде во законот. Предлог законот се уште не е разгледан ниту во координативното тело за помирување, оттаму повикуваат на трпеливост. Сега тоа што го правиме е консултација со правни експерти, секоја пратеничка група се консултира и кога ќе се закаже наредната средба на интерпарламентарната група за интеграција, реформи и помирување, ќе ги размениме и тие заклучоци за крајното решение да го извлече најдоброто од сите дискусии кои што досега ги имавме. И во ВМРО ДПМН го чекаат текстот на законот. За нив селективната правда не е правда. Доколку предложеното решение биде неселективно, овозможи правда и правично за сите засегнати во овој случај, тогаш дефинитивно ќе го поддржиме. Меѓутоа, ако се остварат намерите за неселективна правда, односно за дополнителни поделби и неовозможување на владење на правото, тогаш нема да го поддржиме. Законот, што веројатно ќе се разгледува в понеделник во собранието, ќе донесе амнестија за 40 од вкупно 70 обвинети за настаните од 27 април за различни кривични дела. За да биде донесен, неопходна е поддршка од најмалку 61 пратеник, но и подпис на претседателот Иванов.